Имав 14 години, бев 8 оделение и ја ставив првата татуажа, ја ставив на нога или на рамо, знаеш дека не знам. Можда представуваат некој бунтовнички израз, веќе сега и модерно, јас кога бев татуиран сите одма те етикетираат како наркоман, како пропалица, такви работи, ама сега гледам дека и девојчиња и момци кои се на твоја генерација веќе имаат татуажи, го отсликуваат оној ребел дух кој ние го носиме во себе и те отсликуваат тебе како човек бидејќи го презентираш онаа емоција која ти ја носиш во самиот себе. Тетоважа кога ќе ставиш, после не треба да се каеш више за тоа. Едина тетоважа која се каам беше една што е тука на ногата, бидејќи ми изгледа, беше хрватска шаховница, логото на нивното знаме, бидејќи кај мене мало сите беа србомани, сите навија. И ја одинат, пошто стално сум на Господ Бејата обратен од сите. Ја навијам за Хрватска, навијам за Хајдук и сум торцида фен покрај тоа што ми е нели срце за аеродромец. Но ми избледуваше често тетоважата тука и морав да ја преправам и ова е може најлошата тетоважа што ми виси, ајде ако треба веќе да одбера. Ова е доста интересна тетоважа која ми е на раката и е анаграм. Кога ја гледаш вака пишува life свртено, а кога ја гледаш вака пишува dead. Едно од поомилените ми е овој свичер, како јас сум non-stop на on. Оваа тетоважа ми е многу битна, овие букви, ова е името на мајка ми, која за жал веќе не е помеѓу нас. И оваа рака кај што ми се истатуирани татуните на моите два сина, јас се вика Андреј е твој именјак, јас се вика Маријан. Ова ми е исто едно лого на еден мој колега кој реално почина диџеј колега од Сплит, Бране Бронсон, исто едно лого кој еве треба да го поправам, гледате пошто е на бицепс и како го мрдаш, секојдневно работиш и не фати убаво бојата. Ова е Хирон, човекот кој помагал на сите, ама никогаш не можел да си помогне сам на себе. Значи имал рана која никогаш не може да ја захили, да ја залекува. Секој има некои своји цели и идеали во животот, а јас како мал бев израснат со мајка ми, колку и да беше над мене, сепак е женско и не може да влијае, не знам, како израснав на улица и секогаш ми биле идоли хип-хоп артисти или некои градски урбани мангопи кои имале и тетоважи. Сум црпел инспирација сегде од страна, но никој не може да те инспирира толку за ти сам да си ја, ајде да кажеш под наводници, уништиш или обележиш кожата и твоето тело. Сум ги гледал другите луѓе, но никој не може да те натера со сила тоа да го направиш, бидејќи кога ќе ставиш еднаш многу тешко се вади. Сега веќе има и методи лазерски некои вадења, ама ја ги советувам сите млади слободно се тетовираат, но да не се тетовираат пред да наполнат 18 години, тогаш се веќе полнолетни и не може никој да им брани и ако се тетовираат долго да мислат, бидејќи тоа е нешто трајно што го носат и да им значи. Имам тука една интересна, ова сите го викаат куче, ама ова беше волк, мислам е волк. Само нели волк и куче се многу слични. Ова е многу убава символика на ова е рака на жена, било да се нели машко или женско. Барам утеха во мајчините очи и прегратки и секогаш техата ја бараме таму. Да се иницијали на сестра ми и на мајка ми. Еден од моите идоли кој ја генерално почнав да слушам хип-хоп музиката е Notorious B.I.G. Тука ми се многу битни датуми. Поточно ми се трите големи концерти кои ги имаме направено како ДНК во универзална сала и двата концерти во Метрополис арена. Тука некој исто имам тука некој крст. Овде имав тетоважа која е покрив, имав као клоун беше нешто, но тоа бев многу мал. Дури знаеш дека ова ми беше првата тетоважа. Јас сум грешка. И ја покрив беше многу убаво, ама не ми одговараше на стилот, па морав да ја покријам со нешто поголемо. И уште еден имам тука. Пишувах да заборев, веќе не знам како имам. Хаслер. А хаслер е, предпоставам веќе знаете, млади го знаат англиски, е човек кој хасла цело време, од камен прави пари, заработува за фамилија, за пријатели, за цела екипа. Овие се птички или ластовички кои значат некоја, ајде да кажам, символика на слобода. Јас сум таков, не ќам никој да ме држи, сакам да сум слободен. Не ќам никој да ми кажува ништо и такви работи, едноставно одговарам само пред себе и пред Бога. Генерално, тоа се моите шкртаници. Јас сум Панчо од ДНК, а вие ме гледате во влоговите на Андре или Андре прави влогови, гледате цела фамилија на YouTube, гледате го Андре, слушате македонска музика, сабскрајбнете на ДНК официјалниот YouTube канал и на мојот Instagram профил за да се дружиме. Ве сакам.